Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка интелигенција, па фала Богу ниту на реална интелигенција. Туку ние вестите ги добиваме директно од најдоверливиот извор во земјата. Рекла казала муабети со тетка ми Евдокија и локалните и регионални интернет канали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Почнуваме со убава вест од скопските општини. Во пресрет на новата школска година, градоначалникот на општина Кисела Вода, господинот Орце Ѓорѓиевски, најави дека секое прваче од општината кое што овој септември тргнува на училиште, ќе добие бесплатен ранец и училишен прибор. Градоначалникот на Чаир пак, Висар Ганију, најави слична иницијатива во која секое православно прваче од неговата општина ќе добие панцир и крстена вода. Па до кај дал Господ, до таму. Во Македонија летово за прв пат се одржа Европската младинска олимпијада, настан кој ги донесе најдобрите млади спортисти од континентот во Скопје и во Куманово. Покрај сите рекорди и успеси, настанот го одбележи и една немила случка, во која двајца олимпици велосипедисти беа удрени со автомобил додека тренираа на улиците на Куманово. Ова е уште еден доказ, драги мои, дека Македонија е толку атрактивна земја за сообраќајни незгоди, што млади, амбициозни луѓе од сите страни на светот доаѓаат тука само за да бидат удрени со автомобил. А во пресрет на училишната година и едни резултати од истражување кои што ќе бидат важни за иднината на нашата младина. Вели, неодамнешното истражување на платформата Indeed открива кои се најбараните професии во Европа. На дното на листата уште еднаш се професиите рудар, работник на нафтена платформа и професор во средното училиште Арсен Јовков во Скопје. На врвот на листата, трета година поред, министер без ресор. И уште една радосна вест која ни стигнува од планинските височини. Доктор Сашко Кедев продолжи со освојувањето на врвови, откако го искачи и врвот Г1 во Пакистан, кој се наоѓа на 8080 метри надморска височина. Кога беше запрашан кои се најтешките предизвици околу ова ново искачување, доктор Сашко Кедев одговори: да се издржи мирисот на аеродромот во Пакистан. Знаете, на баба ми закажа операција на срце кај овој Сашко Кедев. Ама не давам ја да ја оперира некој си таму планинар. Најновото истражување на српската истражувачка агенција Тесла Наш открива дека автопатите се местото каде што умираат најголем број на срби, со просек од дури 47 смртни случаи на годишно ниво. На второ место, Охрид, со 2 смртни случаи на годишно ниво. И истражувањата ги завршуваме со следниве наоди. Една неодамна спроведена анкета на институтот Форса открива дека само 16% од германците дефинитивно би се бореле за својата земја, што е отприлика истиот процент на позитивни одговори кога иста ваква анкета беше спроведена пред почетокот на Првата и на Втората светска војна. Може би случајно, но сосем соодветно, испаѓа дека тие 16% се секогаш комплетно луди и крволочни нацисти спремни да пукаат на било кого. Направив и јас мало истражување, ако смеам да ви кажам. Знаете, Германија има 83 милиони жители. Знаете колку се 16% од тоа? 13 милиони! Не ми делуваат како малку. Вика само. И завршуваме со вест која е подеднакво важна локално, но и глобално.
Шведската активистка и повремена инфлуенсерка Грета Тунберг неодамна ја посети земјава и покрај Тетово и Скопје успеа да ја посети и Дошница, каде што учествуваше на протест против изградбата на мини електроцентрала. Значи, секаде може да стигне ова девојче. Ама, јас имам едно прашање. Зошто Грета изгледа така? Да не има Стокхолм синдром? И за крај, метео. Ладна уста не сгори. Ви благодарам на вниманието. Јас бев и се уште сум Кирил Зарински. А ова беа другите вести. Придружете ни се и следната недела. На истиот овој канал, со истата оваа доза на ентузијазам.